уште на 6-7 години, кога го слушнав звукот на кавалот, посакав да го свирам. Тогаш татко ми го купи кавалот и од тогаш наваму не се одделив во ниеден момент од него. Ангеле Димовски е редок мајстор на кавалот. Би рекол, заедно со Миле Коларов и Никола Цветковски, е еден од тројцата најголеми што сме ги имале во последниот половина век.
Ангеле Димовски е човекот, виртуозот кој што на најавтентичен начин, онака исконски, ја представи Македонија надвор во светот и сите луѓе разбрае преку таквата традиција, преку непресушниот извор на сите оние ора, на сите оние песни кои што ги негува Ангеле Димовски и кои што ги пренесува несебично и на своето семејство и на сите оние кои што ќе побараат помош од нив. Ангеле поседува брилијантна македонска кавалска техника. Еден восхитувачки убав тон во сите регистри. До коренот длабоко, верно свирење во најтрадиционален стил.
1967-68 година се распиша конкурс за кавалџија. Јас се јавив на тој конкурс, аудицијата успешно ја поминав и бев примен. Што значи се вработив во оркестарот на народни инструменти при Македонската радио телевизија Скопје. Оркестар кој што е уникатен во Република Македонија, оркестар во кој се сретнав со интернационално познати мајстори на изворните инструменти, што беше мое големо задоволство да се најдам во тој оркестар. Ангеле Димовски и неговиот кавал придонесоа за голема публикација на оваа мала, но сепак голема држава според духовноста и според традицијата која што ја носи. Би рекол преку можеби и повеќе од 3 децении го искажува она што е наше, она што е македонското, она што е изворното, она што е чисто и што извира директно од македонските души.
Ангел има уметничка индивидуалност, препознатливост. Така што љубителот и кога слуша само аудио снимка, ќе рече, а ова свири Ангеле Димовски. Јас во оркестарот имам снимено голем број кавалски импровизации, ора, придружувано плејада на пејачи, меѓу кои познатите Васка Илиева, Никола Бадев, Александар Сариевски, Вања Лазарова, Петранка Костадинова, Кучковки, Мегленки, Бабчорки и ред други пејачи. Имам снимено доста плочи, настапувано на јавни настапи, на концерти, разни приредби, манифестации.
Имам снимено пред неколку години компакт дискови во Англија, во Шведска, со една музичка компанија, компакт дискови исто така и гостувано таму. Па можам да спомнам тука дека едно CD направивме со нашиот уредник Кокан Димушевски, а во најново време со посредство на Македонската радио телевизија има едно од британската музичка компанија Arts Music. Тука се наоѓам во друштво на уште 12-13 мои колеги, виртуози на овие дувачки инструменти, меѓу кои се, еве, двајца самодоволно е да ги спомнам, Гаспар Јан и Теодоси Спасов. Во сето тоа има една магија. Та да не можеме да разлачиме дали тоа ангел е до таа мера длабоко вникнал во таинствената душа на инструментот, или пак тој го натерал кавалот да му ја препознае вистинската вдахновена душа на уметникот, на мајсторот.
кавалот е едно од најбележитите средства за изразување, израчење на македонската душевност. Кавалот, како некои мои претходници што го кажава, тој е душата на Македонија.